Во третиот дел од емисијата за текот на лекувањето на повредените во трагедијата во Кочани, капацитетите на македонскиот здравствен систем и дали на земјава и треба специјализиран центар за третирање изгореници. Ке разговараме со примариус доктор Јасмина Ѓоргиевска-Павловска, директорка на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Докторке, благодарам што сте дел од 360 степени. Првото прашање до вас би било колку мина имате на клиника кај вас во моментот хоспитализирани? Прво може да изјавам сочувство на сите на фамилиите каде што ги имаат каде што почина децава кои што беа затворени на некој начин во диското. Кај нас моментално се 6 деца, од кои што веќе 3, сега само што се слушнав пред да влезам во студио, ќе се пуштаат дома, имаат добри токсиколошки анализи. Веќе преврските треба да кажам на 2-3 дена, не се за секојдневна преврска и тоа е веќе договорено како за понатамо ќе биде нивниот третман. И остануваат уште 3 кои што ќе видиме дали утре, дали во текот на наредните денови ќе бидат препратени дома, се зависно од токсиколошките анализи кои што им се прават скоро секојдневно за да видиме дали може да ги пуштиме дома. Но тоа не значи дека ќе останете без работа со повредените, бидејќи најавено е враќање на дел од повредените од странство и веројатно дел од нив ќе бидат хоспитализирани кај вас. Значи веќе има најава за отпуштање од странство, дека првите мислам во среда ќе почнат да пристигнуваат. Од среда па натаму веќе ќе ги очекуваме. Мислиме дека првите кои што ќе пристигнат се тие кои што беа полесно, релативно полесно повредени, односно последните кои што ги испративме во странство. И полека ќе се враќаат, доколку бидат стабилизирани, веќе се враќаат кај нас. Тие ќе бидат првично хоспитализирани, дали 1-2 дена, зависно од нивната состојба каква е, доколку има потреба, значи, доколку има поекстензивни изгореници, ќе останат и подолго за лекување кај нас на нашата клиника. За какви повреди главно станува збор кај тие луѓе? Значи тоа се опекотини од 2-3 степен. Значи најчесто опекотините се на глава, врат и на рацете. Значи најголемиот дел кој што бил изложен на термичкиот агенс. Првично што беа, значи кога се јавија сабајлето утрото во неделата, значи тоа што го видовме беа, да кажам, брза евалуација на степенот на изгореници, многу малку беа од полесен степен. Најголем дел од нив беа 2 и подлабок и 3 степен на изгореници. Што тоа веќе се покажува за веќе со понатамошните преврски кои што ги имаме ние кај нас, кај пациентите. Дали имаат изгореници на дишните патишта? Кај сите беше направено и бронхоскопија, каде што се најдоа и изгореници и налепи од некој материјал по самите дишни патишта и плюс токсиколошкиот дел, значи вдишувањето на јаглерод моноксид. Мислам дека делувало уште полошо и од самите изгореници на тие пациенти. Практично беше соопштено дека жртвите дека починале како не од резултат. изгореници, него од загушување од јаглеродниот моноксид. Сега, каков е текот на лекувањето кај овие луѓе? Слушаме, да речеме, секој ден се зборува дури за трансплантација на кожа и така натаму. Што се следните етапи од лекувањето? Колку е сложен тој процес? Малку посложен. Значи, не, што викам, излеговме храбри и одлични на првиот предизвик што го имавме, тоа беше утрото во неделата. Сабајле, каде што се екипиравме, ја дадовме првата помош на сите преживеани деца да бидат уште живи. Значи се даде соодветна терапија, соодветен третман во тие први часови од повредата и од настанот, за кој што сме сите благодарни. Јас сум благодарна на целиот мој тим, на цела, значи и медицински и немедицински персонал кои што беа присутни на клиниката, да не кажам за пола сат, веќе 70% беа на работни места. Тоа лечење, значи, ќе трае подолго.
Месеци или години? Месеци и години, ради тоа што подлабоките изгореници не е само трансплантацијата на кожа кој што ќе се направи во првите денови или во, да кажам, понатамошниот третман, него и лузните и што остануваат на тие места, може да предизвикаат одредени контрактури на кожа, контрактури на зглобови. Значи и физикалната терапија тука е многу важна да работи заедно со нас за да имаме подобри и понамалени компликации од овие екстензивни повреди или изгореници, да ги кажем. Бидејќи на вашата клиника се работи и естетска хирургија, дали медицината е доволно отидена напред за овие млади луѓе, кај овие млади луѓе да не останат последици кои што ќе им се влечат низ цел живот и ќе ги фрустрираат во секој невието, да речам? Секако дека ние до сега ги работевме, значи само што тие беа спорадични случаи кога ние сме ги имале еден, двајца, значи ваков налет на изгоретини од 140-130 наеднаш, мислам дека нема никоја земја добиено. Ќе има малце поголеми, да кажам, подолгорочни третмани на тие пациенти, но секако дека естетиката веќе сме up to date, да кажам, веќе у повисок дел, каде што и решавањето на тие компликации би било на ниво, на светско ниво, со нивните стандарди, пошто има протоколи по кои што и ние одиме, како се целиот свет, има протоколи за изгоретени, така да и ние ги следиме тие протоколи и сме во тек со све. Што и светот го има и ние го имаме. Да, тоа сакав и да ве прашам, дојдоа колеги, да речем, од Израел, беа јавно експонирани како тим од Чешка, од некои други? Значи најпрво дојдоа од ВМА. Така. Ради тоа што не се знаеше колку од деца од Србија, мислите? Од Србија, од Србија, извинете. Не, слободно. Да, од Србија дојдоа колегите, значи со тимот пластични хирурзи, анестезиолог, тоа што е најпотребно при такви катастрофи. Чисто никој не знаеше дали ќе останат тие деца кај нас или ќе успееме да ги препратиме во центрите што се во околината. Најпрво не ги прифатија, значи околните држави, да кажам. Моето прашање беше во таа смисла, во таа комуникација, што е вашето сознание? Каде е нашиот здравствен систем во споредба, да речеме, со здравствените системи, знаењето на докторите од тие земји кои што дојдоа да ви помогнат? Знаењето не можам да кажам дека беше помалку на нашите, баш можам да кажам и поголемо во одредени случаи, пошто ние без никакви вежби за вакви катастрофи ние направивме преубава селекција, значи предобра организација во најситните часови, да кажам, во најраните часови на несреќата, за да може да се селектираат пациентите кои што треба да излезат и на кои што им е потребна интензивна и нега и кај што ќе имаат соодветна нега, пошто ни еден од центрите не прифати 150. Да. Сите прифатија по 3, по 5, по 10, за да може да им дадат соодветна медицинска нега. Има ли лекови, апаратура што можеби вие ја немате, а ја донесоа со себе? Не скоро, него све имавме, што нив им требаше, тоа што побараа све добија. Ние ги работевме пациентите, значи они ни беа само супервизори за тоа што ние го правиме и затоа бевме пофалени. Мислам дека кај сите беа изненадени од начинот и пристапот и третманот кој што ние го нудиме на нашите пациенти овде во Македонија. Може би делумно веќе го дадовте одговорот на тоа прашање, но еве и да го поставам. Дали мислите дека беше донесена правилна одлука со тоа што беше решено дел од пациентите да бидат префрлени на лекување во странство? Мислам дека подобро не можеше да биде, пошто кога почнаа да доаѓаат, наеднаш дојдоа 30 пациенти за 2 часа, мислам 30-35 пациенти, кои што нагло влошуваа. Капацитетите ние ги имаме, но не знаевме колку уште ќе треба да дојдат кај нас, пошто не знаевме колку точно изгорени има,
Дали тие се уште има некој преживеан во Кочани кој што исто ќе биде префрлуван кај нас. И мислам дека одлуката за надвор да бидат однесени децата, тоа им е шансата за да може да останат живи, да може да им се даде соодветната нега на секој посебно во повисок степен. Пошто наеднаш сите ние дававме прва помош и таа прва помош нив ги спаси за да може они да одат и понатаму и да бидат и да преживеат и да може да стигнат до тие центри. Дали секој пластичен хирург знае да третира изгореници? Прашањето е, повеќе во смисла на тоа дека знаеме дека субспециализирате во одредени гранки, или па може ли секој пластичен хирург да го прави тоа? Тоа е и основата на пластичната хирургија, значи не е само естетиката како што повеќето ја гледаат. Естетиката е нов тренд, но секој пластичен хирург прво поминува специализација која што е од реконструктивен дел, третирање на карциноми, третирање на опекотини, третирање на дефекти, микрохирургија, реконструкции на дефекти, од опекотина, од други повреди, така да секој хирург кога веќе ќе стане, ќе ја добие лиценцата за пластичен хирург, он е веќе со знаење за како тоа све треба да се третира. Не е тајна, лекарите се суетни луѓе, сите сме суетни на овој свет, се разбира, помалку или повеќе успеваме да ја контролираме суетата. Прашањето за специализиран центар за третирање изгореници беше повеќе пати отворено во изминатите неколку дена, историски погледнато во земјата. Имало еден во поранешната воена болница, потоа во поранешната градска болница, односно сега болница за хируршки болести. Според вас, треба ли специализиран центар за изгореници? Тој муабет беше и уште пред Нова година, можам да кажам, кажано, за одредени некои третмани, како, што би можело да се направи. Но тоа и да го имавме во моментот, значи ние можевме 4-5 души да прифатиме. Најголемиот центар за изгоретини е во Прага и тоа е на ниво на Европа. Имав само 50 кревети. А ние имавме 135 пациенти кои што дојдоа со изгоретини кои што треба да се третираат. Така да и во Прага да беа, значи немаше сите да може да бидат прифатени и да имаат соодветна нега каква што им е потребна. Така да и со тој центар ние само би можеле потешките само 4-5 потешки да прифатиме. Другите сепак би требало да бидат третирани надвор до стабилизирање на нивната состојба, а веќе понатаму кога веќе се стабилни, не е проблем да бидат третирани и кај нас. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам уште за многу поканата. работа и според ова што го кажавте, се надевам ќе има многу успешни исходи. Се надевам и јас и ви благодарам и вас за поканата и се надевам дека сега најважно е и трпението на сите нас и на пациентите кои што се преживеани, дека ќе имаат одлична медицинска грижа, само трпението ќе биде тоа кој што ќе треба да биде взаемно. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука завршува ова издание на 360 степени. Ви закажувам нова средба в четврток во 20:15.